По 11 пат прилепчани се поклонија на големиот светец кој пред 11 години беше прогласен за заштитник на градот под Марковите кули. Големиот христијански празник Свети Никола, што е најчеста семејна слава помеѓу православните христијани, и оваа година се прославува во центарот на градот. Стотици граѓани палеа свеќи и се помолија пред параклисот на светецот. Во црквата Свето Благовештение се одржа празнична литургија, а потоа со литии сите се упатија во центарот на градот кај параклисот, каде што се одржа централното чествување. Си бил правило на верата и образец на кротоста и на воздржанието. Свети Николај навистина покажал дека е правило на верата, зашто во тоа време верата православна, кога бил Свети Николај, била нападната од погрешни учења. Како и денес, за жал, браќа и сестри, ако по 2000 години христијански живот во Македонија, почнувајќи од Света Лидија како прва христијанка македонка крстена од Свети апостол Павле, ете, имаме, како и во времето на Свети Николај, многу учени луѓе, но кои доволно не си ја научиле верата, наша света православна, и што е уште полошо, не ја практикуваат. Па ете, кога имаме таков прекрасен пример, кој е заштитник на градот Прилеп, друго и ништо од нас не се бара. Она што го правил Свети Николај во огромна мера, извршувајќи добри дела, еве и ние тука се трудиме колку е можно, имаш и во црквата, и тука има посебни кутии за помош на сираци, на сиромаси, што ги даваме. Откако овој светец и официјално е заштитник на Прилеп, градот многу напредувал. Од тогаш наваму Прилеп бележи голем број успеси во економијата, во инвестициите, во инфраструктурата, образованието, културата, туризмот, спортот. Се надевам дека и понатаму заштитникот Светец Николај ќе продолжи да не заштитува сите прилепчани. На булеварот Гоце Делчев традиционално беше поставена посната трпеза за сите прилепчани и посетители на празникот. Годинашниот домаќин, конфекцијата Васидора, ги направи сите подготовки кои вклучуваа приготвување на 65.000 постни сарми. Одреден беше и домаќинот за догодина, компанијата Салида.